Здраво на сите и добро дојдовте во Luma Trades, во комјунити каде што ќе научите да трейдате сами, ќе зимате сигнали со нас секој ден, односно лайв сесии, ќе имате се објаснето како работи на маркетот и зошто работи на маркетот. Додека ќе гледате тие лайв сесии, се очекува нормално да научите и вие сами да трейдате, па со тек на време ќе престанете да плаќате чланарина и ќе се осамосталите како трейдери и ќе можете да пратите една вистинска стратегија која што вистински носи пари, иако не е све до стратегијата, мора да се работи на ризик менеджмент, мора да се работи на све останато. Сега ќе ви објаснам еден мал принцип како ние ќе работиме во групата. Во групата ние ќе работиме поврзано само еден трейд на ден. Значи само секунда да внесеме текст. Вака. Ставаме по еден трейд на ден. Само еден трейд на ден во лайв сесијата. Доколку има сигнал за злато или било што во текот на денот, тоа е друго, може да биде уште еден трейд, некој максимум 2, ама се базираме само на еден трейд во ден. Како ќе работи тоа? Еден трейд на ден со 1 спрема 2, некогаш и повеќе, може би 3 risk to reward. Risk to reward значи ако губиме $100 да направиме 200 или ако губиме $50 да направиме 100. Што значи дека ние нема секогаш да бидеме добитни, тоа е трейдингот, не може да си секогаш добитен. Ние можеме да бидеме добитни 60% од времето, 50% од времето и се уште да бидеме профитабилни и да зимаме пари и да бидеме на крај на месецот во плюс. Може оваа недела да се случи 3 пати да имаме стоп лос, тоа се $300 ако нас ризикот ни е прерачунат да имаме $100 стоп лос и утре дента да направиме 200, за утре дента да направиме уште 200, тоа се 400 и ние со 2 дена сме вратиле цел губиток и плюс сме направиле $100 што сме го изгубиле во 3 дена. Тоа е некоја мала математика на risk to reward како работи и зошто е многу добро, а доколку го фатиме трейд од 1:3, 1:4, све иде натаму. Например, ако фатиме 1:4, $100 ни е ризик, $400 ни е take profit и така натаму. Се надевам дека малце е јасно и објаснето како работи нашиот ризик менеджмент во ова поле и како ние гледаме да сме профитабилни. Значи немојте да очекувате дека ако изгубиме денес, утре или задутре дека ние сме лоши трейдери, толку треба да го менаџирате вашиот ризик за да не го изгубите акаунтот, односно до крај на месецот да дојдете до плюс. Сега, да објасниме малку стратегијата на која што ќе работиме овие денови. Моментално е недела и не работи маркетот, ама ние ќе отидеме негде кај што има работа на маркетот и да ви покажеме нешто онака едноставно како ние работиме. Ние работиме само во 3:30 попладне. Што значи? Тоа е 3:30 му доаѓа попладне, да кажеме тука. Ево го 3:30. Тука е 3:30. Се зашто одбрав оваа линија, не знам. Оваа линија ќе одбереме 3:30 тука. Значи ние седнуваме на чарт, ја почнуваме нашата лайв сесија во 3:20, 3:25, 3:15 и се почнува тука. На 5 минути чарт отвараме и гледаме. Ова е 3:30 кенделот. Сега, ја преферирам да одиме на 3 минути чарт. И што правиме на 3 минути чарт? Кога ќе дојде 3:30. Чекаме 3:30 кенделот на овој чарт да се затвори. Тој кендел е тука. Сега јас ќе го избришам линијава да не ни смета. И 3:30 кенделот е овој. Чекаме се затвори и што правиме? Го зимаме ова тука. Оваа линија. Кога гледате, таа ќе ја најдете во ова второво тука и се вика horizontal ray. Ја зимате таа линија, ова нема ни да ви треба, ама ја објаснуваме стратегијата како работи. Го обележуваме кенделот кој што се отворил во 3:30 и исто така се затворил во 3:30. Тоа е овој кендел. Го обележуваме цел, од најгорниот до најдолната точка кај што одел кенделот. Што чекаме следно? Чекаме брейк на некоја страна. Каков брейк чекаме? Чекаме брейк и кенделот да се затвори надвор од таа зона. Значи кенделот има неколку формација, тие формации се овие. Имаме ова wick, као стапче, као фитилј, што е свеќичка. Имаме body, односно тело на самата свеќичка, ова е бодито. И имаме уште еден wick од оздола, не ни мора да го имаме, ама во повеќето случаеви го имаме. Сега јас не можам да го фатам опет. Можам, добро. И вака изгледа кенделот. Ние сакаме да видиме затварање надвор од овие две линии. Сакаме да видиме затварање со овој дел од кенделот. Со бодито. Ако се затвори ова, ништо не ни значи. Сега ќе ви покажам како работи.
се случува 3:30 се затвори, обележуваме свеќата, гледаме дека следниот кендл не се затвара со телото, туку со вик. Не правиме ништо. Не правиме ништо, чекаме следен кендл. Следниот кендл се затвара тука и добиваме уште еден кендл. Го обележуваме и тој. Чекаме следен кендл да се затвори. Овој кендл се затвара, ама не ни дава некое сознание дека цената може да иде доле. Тоа ние го гледаме, тоа ќе го научите со тек на време како го гледаме. Се затвара и штом се затворил овој кендл, ние одлучуваме дали ќе ставиме сел. И почнува овој кендл да прави pullback. Гледате, ниеднашка не отишол доле. Почва да прави pullback. Ние тука не зимаме сел, зашто чекаме да видиме како ќе резултира тој pullback. Pullbackот оди се до горе. Откажуваме било какво размислување за сел позиција. Чекаме следен кендл. Следен кендл не се затвара, уште еден кендл не се затвара, уште еден кендл не се затвара. Тоа значи дека немаме сила за да идеме доле. Маркетот што прави? Прави нов кендл и тој кендл се затвара горе. Што правиме? Го обележуваме него и чекаме следен кендл да се затвори над него. Гледаме дека имаме јак моментум за да иде цената горе, дури со следниот кендл кога се затвара градиме fair value gap. Fair value gap значи дека има некое јако движење на цената кое што е многу можно да ја продолжи цената уште погоре, затоа што нормално fair value gap е нешто што ни овозможува да знаеме дека некоја голема институција влегла тука, односно дека пушнала цената горе. И ние што правиме? Ставаме buy позиција кај што се затворил тој кендл. Ставаме stop loss под него и take profit на 1:2. Толку лесно земавме трейд кој што не заработи. Дури можело и на 1:3 да го држиме овој трейд и да бидеме доста профитабилни. Толку едноставна стратегијата, ќе не следите нас, значи не треба да ја научите сега, ќе не следите нас во лайв сесиите, ќе ја научите со тек на време, само е битно да не следите кога ние ќе кажеме нема ставање на трейд, кога ќе кажеме buy, ставате buy, кога ќе кажеме sell, ставате sell. Битно е да научите некоја формула на стратегијата и ставаме само еден трейд на ден, не дозволуваме сами да трейдате се дори не научите стратегија. Тоа е тоа, фала ви многу за вниманието и се гледаме на првата лайв сесија, најверојатно во понеделник во 3:30 часот. Односно и кога ќе го добиете во видео. Значи се гледаме попладне во 3:30 часот. Поздрав!